ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува. Ке гледате. Советот на град Скопје го усвои ребалансот на буџетот. Градски енергетски системи АД Скопје е новото предпријатие на град Скопје. 8 милиони динари нови простории за јавното комунално предпријатие Газибаба. Земјоделците од општина Ѓорче Петров го намалуваат производството поради недостиг на вода. Советот на град Скопје денеска на седница го разгледуваше предлогот за изменување на буџетот на град Скопје за 2018 година, со која е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства. Буџетот за 2018 година ќе биде намален вкупно за 27 милиони динари и наместо предвидените 4 милиарди 254 милиони динари, со ребалансот се планира да се потрошат вкупно 4 милиарди 227 милиони динари. Во делот на капитални расходи од областа на урбанизмот предвидени се средства кои претходно не беа предвидени, а се однесуваат на изградба на улица Ленинова, реконструкција на булевар Никола Карев, изградба на улица Буца Иванова, изградба, одржување и реконструкција на улицата Братфордска, Македонско-Косовска бригада, Андон Димитров, Живко Фирвов, како и изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот за комунални работи, како и на секторот за сообраќај. Во делот на комуналните работи најголемото зголемување се однесува на реконструкција и подигнување на јавно зеленило, каде се предвидени дополнителни 40 милиони динари. За расчистување на диви депонии предвидени се дополнителни 5 милиони динари. Гласањето на ребалансот на буџетот беше проследено со реакции од страна на советниците од опозицијата, кои не се согласуваа со распределбата на средствата. Овој ребаланс на буџет ја отсликува на реалната слика на буџетот за 2018 година. Од страна на раководителот на секторот за финансии, на сите прашања добивме одговори. Некои од нив беа реално оправдани, но не може да биде реално оправдано дека во ребалансот на буџетот се зголемува толку големи средства за времените вработувања. Проблемот е во тоа што сите капитални проекти кои што беа планирани со буџетот за оваа година, кои што решаваат многу проблеми на граѓаните, или се укинуваат, ставките се нула, или се намалуваат. На сметка на тоа се зголемува буџетот за време на вработување. Во однос на фонтани, односно одржување на фонтани и спомен од бележја, гледам дека буџетот е баја ги намален, па ме интересира дали со предвидените средства ќе се направи ефективно и ефикасно чистење на фонтаните и на спомен од бележјата и дали се сите опфатени, бидејќи знаеме дека треба да има посебен вид на вода, хемиски средства, се со цел да не се оштетат истите. Инаку во однос на улиците за реконструкција, проширување на кисела вода, ја ќе седам право, ама и право ќе зборувам, ви благодарам. Навистина гледам дека сте се потрудиле да ги дуплицирате, значи сумата на пари кои што треба да одат за реконструкција на улици. Но нема да се согласам во однос на велосипедските патеки, каде што во две ставки гледам дека се кратат парите, бидејќи сепак одиме на она поента дека Скопје треба да го направиме велоград, затоа што ние го започнавме, вие треба да го завршите. Значи, една од ставките која се намалува е ставката за Луна паркот. И мислам дека од 50 на 40 милиони. Луна паркот веќе неколку години е, значи, во изградба и таа градба многу се одолжува. Ако многу ја развлечиме, може да се случи да една цела генерација на дечиња немаат шанса да видат што е тоа Луна парк, кога ќе тие дојдат во Луна парк веќе пораснале. Значи, ако повеќе од 5 години, 6 години го тоа правиме. Меѓутоа, бидејќи тамо веќе сериозно се работи, има 2 тендера, има изградена и водоводна и канализациона мрежа. Гледам, некоја зграда е, Сабајле бев таму случајно, некоја зграда е направена, значи
Добив информација дека 50% од реквизитите се направени, треба да се прават темели за тие реквизити. Во секој случај се залагам, да кажем овде као советник, немам друго средство остане овде на говорница да се залагам да Луна паркот на вистина го завршиме. На реакцијата на советниците со свој став и образложение се произнесе и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Основниот буџет на град Скопје се намалува за 27 милиони денари, при што се предлагаат повеќе измени по програми и проекти согласно проценетата динамика за реализација на започнатите проекти и роковите на извршување на склучените договори, се предлага реализација на нови капитални објекти. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот комунални работи, каде што предвидуваме зголемување на средствата за 67 милиони 150 илјади денари, како и секторот сообраќај, каде е предвидено намалување на 104 милиони 850 илјади денари. Во измените на буџетот предвидени се и дополнителни 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување на системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на Скопје. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основање на новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување во системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на нашиот град. Советот на град Скопје донесе одлука за основање на ново јавно предпријатие Градски енергетски системи АД Скопје, кое ќе врши енергетски дејности. Советот на град Скопје во својство на собрание на акционери го усвои статутот на акционерското друштво за енергетски дејности и ги избра членовите на надзорниот одбор на новото јавно предпријатие, кој понатаму ќе изберат управен одбор од 5 члена. Ова акционерско друштво за подрачјето на град Скопје ќе врши снабдување на природен газ и топлинска енергија, како дејности од јавен интерес од локално значење. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основање на новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување во системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на нашиот град. Како што информираат од градот, периодов се создаваат услови за преземање на топловодната мрежа и започнува да се имплементира процесот на гасификација на градот, во кој граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона ќе може да почне да ги користат услугите на новото предпријатие. Општина Аеродром за прв пат оваа година доделува по 3.500 динари за секој првооделенец. За оваа цел, општината има издвоено 2.800.000 динари од буџетот. Целта на овој проект, како што велат од општината, е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. Од денеска родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територија на општината може да поднесат барање за еднократна парична помош најдоцна до 31 август 2018. Образецот за барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018-2019 година на подрачјето на општина Аеродром може да се подигне во општината или да се симне од општинската интернет страница www.aerodrom.gov.mk во менито за формулари или директно на линкот aerodrom.gov.mk документи формулари. Од општината информираат дека во прилог на барањето потребно е да се достават потврда за запишан ученик во прво оделение во учебната 2018-2019 година, заверена од основното училиште на територијата на општина Аеродром. Оригинал извод од матичната книга на венчаните за родителите или старателите на првачето. Оригинал извод од матичната книга на родените за првачето. Важечки лични карти од двајцата родители за идентификација, од која се видни податоците за живеалиштето во општина Аеродром и трансакциска сметка од примателот на паричната помош на еден од родителите, кој треба да се оригинал на увид, а не копија. Барањата може да се поднесат во општина Аеродром секој работен ден од 9 до 15 часот во канцеларија број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година. 8 милиони денари општина Газивоба намени за јавното комунално предпријатие
кој ги искористи за опрема, нови простори и зголемување на бројот на вработени во предпријатието. Новите простори на предпријатието се наоѓаат во Маџари 1 на површина од 300 метри квадратни, каде е лоцирана и новата механизација, багер, 2 камиона и посебна опрема за одржување на јавното осветлување. Градоначалникот општина Газибаба Борис Ѓоргиевски на пресконференција ја информираше јавноста дека вложувањата треба да ја оправдаат целта, а тоа е предпријатието самостојно и без проблем да ги извршува сите активности за кои е основано, бидејќи има создадено реални услови. За овој период успеавме да го дуплираме бројот на вработените во предпријатието со цел да може подобро да се одржува хигиената во општината. Набавивме опрема со која ова предпријатие може да ја одржува и уредува јавната површина. Вработените за прв пат добија заштитна униформа за работа. Предпријатието сега е опремено со нова механизација. Набавени се багер, како и 2 камиона, кои едниот е со посебна опрема за одржување на јавното осветлување. Со овие вложувања, општината, заедно со јавното комунално предпријатие Газибаба, ќе може да ја одржува и сервисира водоводната, канализационата мрежа, каналската мрежа и да ставиме крај на депониите низ општината. Сепак, чиста животна средина и општина без депонии ќе има само доколку покрај општинското комунално предпријатие помогнат и граѓаните, доаде Ѓоргиевски. Тој апелираше за развивање на граѓанската свест за заштита и зачувување на животната средина во општина Газибаба. Во организација на општина Ѓорче Петров и Факултетот за земјоделски науки, во Домот на културата во Ѓорче Петров се одржа трибина со земјоделците од општината на тема фуражни култури, складирање и правилно чување за време на зимскиот период. Како што информираше Верче Стојановска од информативната канцеларија за земјоделство, целта на оваа едукативна средба е да ги слушнат проблемите со кои се соочуваат земјоделците, пошто општината ќе привземе мерки за решавање на истите во рамки на нејзините надлежности. Целта е пред се земјоделците да се запознаат како подобро може да ги заштитат фуражните култури во однос на складирањето во зимскиот период, да не дојде до скапување или други работи, со тоа што значи ќе имаат и поздрава храна и за добитокот во текот на зимата. Кои се најчестите проблеми на земјоделците со кои се соочуваат или најчесто поставувани прашања? Па најчесто поставувани прашања им се пласманите на фуражните култури, значи им останува добиточна храна доста. Така да, исто и како што напомнав и претходно, со наводнувањето имаат проблем, со каналите, тие се некои така и малце поголеми проблеми кои што треба повеќе внимание да се обрни да ги средиме малце по малце. Со што всушност и општината почнува значи на тоа поле да действува. Информативната канцеларија за земјоделство, која е лоцирана во местната заедница во Ново село, започна да функционира на 1 февруари годинава, со цел да излезе во пресред на потребите на населението кое се занимава со земјоделие. Една од главните цели е да се приближат ИПАРТ програмите до сите земјоделци и да се развие земјоделието во руралниот дел од општината. Целта на таа канцеларија е пред се информативно да се информираат земјоделците за сите оние случувања во областа на земјоделието кое што е, придружување на ИПАРТ програмите, све што ги интересира околу земјоделие, земјоделско земјиште, во однос на посевите, на загаденоста на почвите, каде можат да добијат информација за испитување на почвата, на растенијата, болести нивни. Веќе неколку месеци значи во функција оваа канцеларија, каков е досега впечатокот? Дали има интерес од страна на земјоделците? Па за сега значи се уште ја развиваме, интерес имаме кај земјоделците, доаѓаат скоро секојдневно со проблеми кои што се соочуваат. Пред се значи во однос на најголем проблеми представуваат каналите за наводнување. Гледаме во тој контекст значи да почнеме да ги средиме и нив. Професорот Зоран Димов од Факултетот за земјоделски науки потсети дека вакви трибини Факултетот за земјоделски науки организира постојано и интензивно во изминатите години и посочи дека секогаш е расположен да ги сослуша граѓаните и да се обиде да им помогне, со што излегува од стереотипното држење предавања. Земјоделскиот факултет во Скопје како најстара и најдобра наставна научна институција од областа на земјоделството ја негува традиција веќе 70 години, директна средба со директни земјоделски производители, каде што ние ги презентираме некои понови научни созданија од потесната област, секој од предметните професори, а земјоделските производители преку своја активност, преку своји видувања, понатака интерактивно ги согледуваат тие новини, некои од нив можеби ги применуваат веќе одамна, некои не. Тоа е
работа на некој нивен развој, се со цел како да го подобриме земјоделското производство во Македонија, како да го поевтиниме земјоделското производство во Македонија, а да добиеме што поголем принос. Ги прашавме земјоделците кои се нивните барања. Еден од основните проблеми со кои се соочуваат е недостигот на вода за наводнување на нивите. До сега сме немале ваки трибини. Сега е убрго вака новина и сега сме заинтересирани доста. Првин треба да има некои услови за работа за земјоделие, први, а тоа значи веќе вода нема во Новосело, ја мислам, зборам за Новосело, добро и Волко и Орман, тие ми и Бардовско место, и Кучовско место, што има тоа. Има и Црногорско место, тоа не се ни обработува, нити ништо. Како ти кажам, народот веќе нема волја за да работи. Еве сега има колку, сега сме јуни, а ние пред 1 мај сме имале вода во Лепенец. Вода е во јазот. И сега сочисти јазот, па нема вода. Причината што е? Што ќе преземат и да сакат некој да работи, што ќе преземат они? Не може со празни раце без вода. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски денеска им додели признание на најуспешните ученици од основните училишта во општината, кои имаат освоено 1, 2 и 3 места на државните надпревари во учебната 2017-2018 година. Станува збор за 40 ученици кои имаат освоено прво место во надпреварите по германски и англиски јазик, физика, географија, природни науки, спортска гимнастика и сообраќај. Второ место во надпреварите по македонски јазик, природни науки, географија со архитектура, биологија, англиски јазик, географија, во пливање и во футсал, како и трето место во државните надпревари по физика, химија, биологија, работа со компјутери и природни науки. Градоначалникот Смилевски на учениците им додели пофалници за постигнатите резултати на државните надпревари, како и пригодни подароци, односно комплет и училишен прибор. Исто така, нивните 15 ментори добија благодарници за нивното несебично залагање во подготовките на учениците за државните надпревари и постигнатите големи успеси. Денеска во општина Бутел имаме особена чест да разговараме и да им дадеме една пофалница на децата кои што во изминатата учебна година дадоа особен придонес и имаат големи резултати на државното ниво. Се работи значи за 21 учени кои што имаат добри резултати, кога мислам добри, мислам на први места, и 15 ментори кои што ги спремаат децата. Со тоа мислам дека општина Бутел е горда општина, каде што ќе ги презентираат сите наши деца, сите наши можности за во наредниот период да се докажуваме како општина, бидејќи нашите училишта се доста спремни и вадат добар кадар. Пофалници добија и основните училишта Панојот Гиновски, Живко Брајковски, Питар Здравковски Пенко, Свети Климент Охридски и Ацо Шопов, кој доби посебна благодарница за тоа што има најмногу ученици со освоени награди на годинишниве државни надпревари во Република Македонија. Преку системот за донирање на вишок храна, Сите Сити, за 2 месеца обезбедени се 10.000 оброка за социјално загрозените семејства. Целта на овој систем е вишокот храна кој се уште е во добра состојба и безбеден за употреба, да не заврши во депониите, туку да се пренамени онаму каде што е реално неопходен. Станува збор за големи количества на овошје, зеленчук, житарки, сокови, кондиторски производи, млеко и други видови на храна, кои се со пократок рок или за нив нема побарувачка. Интересот кај бизнисите и хуманитарните организации да се вклучат се повеќе расте, а дополнително десетици волонтери се пријавуваат после своето работно време да помогнат во дистрибуцијата на храна до социјално загрозените граѓани, велат од Сите Сити, надавајќи се дека ќе ја постигнат зацртаната цел до 2019 година да обезбедат 200.000 оброка. Воспоставувањето на првиот систем за донирање на вишок храна во Македонија е создаден од страна на Ајде Македонија со поддршка на швајцарската амбасада, USAID, Мировниот корпус, Националниот демократски институт и Публицис.
Топлификација АД Скопје ја обвини компанијата за комбинирано производство на топлинска енергија ТЕТО дека покренала стечај сама на себе за да не го плати долгот кон Топлификација, и тоа во период кога по 3-годишен период на лоши финансиски резултати минатата година остварила добивка од 8 милиони евра. Причина за овој судски процес во кој фирмата ТЕТО предлага стечај сама на себе е пресудата на Врховниот суд од 27 декември 2017 година, во која Врховниот суд го прифатила барањето на Топлификација АД, дека заемите дадени од Топлификација АД на ТЕТО во период на градба на објектот се достасани и ТЕТО треба да ја плати на Топлификација АД околу 6,3 милиони евра главен долг, а со камата ТЕТО треба да ја плати на Топлификација 11,4 милиони евра. Имајќи предвид дека оваа тужба на Топлификација е за дел од заемите дадени во периодот на градба на објектот, вкупниот долг на ТЕТО кон Топлификација ќе биде над 30 милиони евра со камати пресметани до 1 март 2018 година. Доколку оваа стечајна постапка на ТЕТО се реализира како што е замислена, штетата на Топлификација ќе биде над 30 милиони евра, рече денеска директорот на Топлификација Димитар Хаджимишев. Се разбира дека таква постапка мора да има причина. Ние сметаме дека основна причина за овој ненадеен стечај на ТЕТО е пресудата на Врховен суд на Република Македонија, со која Топлификација практично Топлификација го добива тој спор, со кој го решава клучниот проблем на односите помеѓу Топлификација како акционер и ТЕТО како фирма, кој се однесува на заемите кои Топлификација АД ги има дадено на ТЕТО во период на градба. Цел на стечајот е практично таа пресуда да се спречи во нејзиното спроведување. Дали во конкретниот случај има и друго решение за евентуалниот проблем кој ТЕТО го има, освен отписот на побарувањето на доверителите. Например, во целата таа постапка првостепена, Топлификација предложи алтернативен план. Да работи ТЕТО и ниеден од доверителите да не биде оштетен. Судот го отфрли тоа, не го гледаше. Тој додаде дека имајќи предвид дека дел од побарувањата на Топлификација од ТЕТО се реинвестирани кредити кои Топлификација ги добила од Комерцијална банка, доколку се реализира стечајот како што е замислен, сериозни штети може да има и банката кредитор. Комерцијална банка како еден од доверителите предложи да се продаде ТЕТО, например. Да се впаричи, како викаат банкарите, и средствата што ќе се добијат да ги земат доверителите. И тоа беше одбиено. Судот се задржа само на планот на реорганизација. Има едно јавно и јасно признание дека ТЕТО во периодот од 2013 до 2016 година не работел пазарно. Односно, дека бил условуван од некого да купува газ од строго дефинирана фирма и да продава електрична енергија преку локални трговци, пак на строго дефинирана фирма надвор од државата. Овој судски спор, како што рече Хаджимишев, нема да се одрази на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, но неисплаќањето на 30 милиони евра ќе има сериозно влијание врз работењето на компанијата. Во контекст на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, денеска советничката од редовите на ВМРО ДПМН Драгана Вилковска побара да се тргне од дневен ред точката за пренамена на пари од буџетот на градот во висина од 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности на град Скопје. Да се семне точка 3 од дневниот ред денешен, поради тоа што немаме никакви податоци за лицата кои се наведени во надзорниот одбор од одлуката, односно од статутот. Потоа, ова акционерско друштво кое потенцијално ќе го основа градот Скопје, понатаму има право да основа своји друштва и останати субјекти над кои никаква надлежност нема да има градот Скопје.
И останува прашањето зошто немаме никакви биографии за лицата кои се наведени во овој надзорен одбор, на кој начин ние можеме да процениме дали тие лица се соодветно квалификувани за да бидат таму, дали тие лица ќе бидат плаќани и покрај тоа што друштвото потенцијално можеби нема да функционира, дали постои судски спор околу гасоводот и дали тоа би го спречило функционирањето на друштвото и дали овие лица кои се во надзорниот одбор се лица кои се назначени од и дали припаѓаат на партии. Скопје, улица, музика. 3 зборови кои во себе ја содржат суштината на тоа што ќе се случува од денеска до 24 јуни на 7 различни локации во градот во рамки на Скопје Street Music Festival 2018, чија порака е дека добрата музика треба да биде достапна за сите, со концептот кој го нуди годинава. Целта на граѓаните е да им се овозможи на улиците и во своите мала да слушнат квалитетна музика која инаку ја има само на официјалните сцени и во концертните сали. Со тоа градот Скопје ќе се притвори во музичка сцена под отворено небо. Воедно фестивалот го следи форматот на музички фестивал, со што се стреми да го вброи Скопје на мапата на познатите музички фестивали. За време на фестивалот посетителите ќе може да слушнат рок-н-рол, джез, боса нова, етно, класична и филмска музика. Покрај тоа ќе настапат и специфични состави со француски шансони, еврејска музика и хорско пеење. На репертоарот ќе биде застапена авторска музика, но и преработки на познати песни. Во исто време присутните, особено помладите, ќе може да се запознаат со различни музички инструменти, некои од нив и многу ретки и несекојдневни. Изведувачите, каде се вбројуваат познати уметнички имиња, но и аматери, се избрани по пат на конкурс од страна на селекторот на фестивалот. Учество ќе земат вкупно 24 артисти, групи и ансамбли. Изборот на изведувачи е направен врз основа на квалитетот на музиката и жанрот на музиката со која ќе настапат артистите. Локациите на кои ќе се одржува фестивалот се плоштад Македонија, градски парк, трговскиот центар Лептокарија, паркот кај авиончето во Ново Лисиче, плоштад Скиндерберг, платото пред Универзална сала и Боемска улица. Настапите ќе започнуваат во 3 термини, од 18, 20 и 22 часот, а на последниот ден од фестивалот настапите ќе почнат во 12 часот. Коорганизатор на фестивалот е Конгресен центар Александар Македонски, а покровител град Скопје. Со читање на песната Липа од Матеја Матевски, денеска во Друштвото на писателите на Македонија се одржа манифестацијата Празник на липите, на која годинашните награди на Друштвото на писателите на Македонија книжевен жезол им беа врачени на поетот од Охрид Видое Видичевски и на романскиот поет Ѓорѓе Добре. Наградите им ги врачи председателката на Македонската писателска асоциација Сонја Стојменска Елзесер, а за нивното творештво зборуваа писателите Раде Стилјан и Ермис Лафазановски. Ова негова определба е со кристално јасен татковински белег. Видое Видичевски гради свест за времето и за судбините настанати и судбинските настани што оставиле длабоки траги во неговата душа. Тој е сведок на мноштво гледки привиденија, на возбудливи доживувања на романтични излети кои ставиле неизбришливи траги во поетовата меморија. Природните езерски убавини, прошетките низ Малесија и Дримко, младешките доживувања на прекрасната Галичица, сето тоа е врежано во поетовата душа, та низ каежот на стиховите неизразито се остварува во стихозбирката Вечерен пејсаж над градот, за која академик Матеја Матевски ќе напише дека е изразито медитерански обоена книга со лирска атмосфера полна со таинственост, соопштена со модерен јазик. Видое Видичевски ја прифаќа девизата дека песната е недовршена човекова драма, создадена од множество изрази, пориви, падови и дилеми. По многу своји тематски и естетски својства, тој спаѓа во ред на поетите исповедници. Неговите песни не припаѓаат на оној вид поезија што трага по совршенството, но нивната функција е повеќе слојна, потикнувачка, љубопитна. Видичевски е повеќе од 6 децении активно присутен на македонската книжевна сцена, автор е на поетски и на прозни книги, а особено е значаен неговиот ангажман во покренување и профилирање значајни институции во неговиот роден Охрид, историскиот архив, Радио Охрид, манифестацијата Прличеви беседи и е меѓу иницијаторите за основањето на фестивалот Охридско лето.
Наградениот поет се заблагодари со песни за потопите, за која изјави дека упатува порака како се живеело и како да се излезе од ќорсокакот, за да може, како што рече, да живееме како луѓе и да бидеме среќни. Поколението да доживи раз голем, за да може да се наметне со своето живење и во светот. Многу ми е драго што пред се ми ја делуваат колегите. Тоа е едно, а што еве на крајот од криштата и човек од провинцијата некако успеа да добие и награда. Односно да го добие жезлот. Еден символ кој е многу значаен за сите нас. Во својот осврт за романскиот поет Ѓорѓе Добре, кој го наслови Од другата страна на брегот, поезијата како освојување на невозможното, писателот Лафазановски рече дека овој истакнат поет и есеист од Романија успеал да стигне од другата страна на брегот, како што рече, не само со својата длабока и филозофски ориентирана поезија, туку и преку културниот мост кој го изградил во својата поетска кариера, со кој ги зближил македонската и романската култура. На собирот во Друштвото на писателите на Македонија денеска беше врачена и плакетата на поетисата Мирјана Тренчева, добитник на наградата Даница Ручигај за 2017 година, која, читајќи ја својата песна Патот за Итака, рече дека тоа не е патот на Одисеј, туку тоа е македонскиот пат кон нашата Итака. Со трка во Скопје започнува серијата трки покрај вода Beach Run, што ги организира Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. Планирано е да се одржат вкупно 5 трки на туристички дестинации покрај вода. Покрај онаа во Скопје, во сабота ќе се одржи трка во Претор на 7 јули во Дојран, на 22 јули во Маврово и завршната трка ќе биде на 29 јули во Охрид. Првите 3 трки се на 5 километри, а во Маврово ќе се трча полумаратон. Трката во Охрид ќе биде на 10 километри. Организаторот информира дека може да учествуваат сите оние кои го сакаат трчањето. Остварениот резултат на секоја од трките носи соодветен број бодови според кои се формира табела со резултати, чиј финален исход ќе ги даде победниците на летната лига во трчање. За победниците на секоја од трките и на целата лига е обезбеден награден фонд од 164.000 денари. Првите 3 места во машка и во женска конкуренција ќе добијат 3.000, 2.000 и 1.000 денари, а за првите 3 места во вкупниот пласман се обезбедени ваучери и тоа за трето место ваучер за спортска опрема од 6.000 денари, за второ ваучер за спортска опрема од 12.000 денари и за прво место спортски часовник Garmin Forerunner 935 во вредност од 34.000 денари. Пријавувањето за учество се врши преку веб страната www.prvdovrv.mk. На минатогодишното издание на серијата трки учествуваа 500 учесници. Ова беа дел од најважните настани кои што одбележаа минатата недела. Ви благодариме што не гледавте. Довидување.